зборуваме за пчелите, да зборуваме за медот, за придобивките од истиот, за конзумирањето на квалитетен мед, но и за важноста на пчелите, за целиот биодиверзитет или за обстанокот на планетата Земја. Многу интересни работи ќе ви откриеме наскоро со нашиот соговорник, но претходно имаме и една анкета, па да ги слушнеме нашите граѓани како размислуваат кога се пчелите во прашање. Верувам дека нема некој кој што дали на секојдневно или неделно ниво не конзумира мед, но прашањето е колку имаме квалитетен мед и дали можеме да препознаеме или да направиме некаква дистинкција, кои се главните здравствени придобивки, дали се свесни луѓето за тоа, но и дали се свесни за огромното, би рекла, значење на овие мали херои, а секако тоа се пчелите. Да ги слушнеме одговорите на нашите граѓани, а потоа и следува разговорот во студијата. Дали редовно конзумирате мед? Па редовно да, ама редовно многу не. Помалку иначе сум за медот, пошто е природна храна, значи, меѓу не конзумирам многу. Да, јас да. Секој сабале пред кафе да пијам една лажица мед и кафе. Да. Искрено не, меѓутоа убаво е да се конзумира мед. Да. Секако, тоа е здравје. Дали сте задоволни од производителите на мед на пазарот? Во Македонија да, има многу квалитетни производители на мед. Цената е ефтина, ако збора дека е скапа, 10 евра мед, тегла квалитетен мед, тоа нигде го нема у свет. Сакам да земам некаде убав мед, до сега неам најден. Па да. И тоа, али поготово јас взимам од пријатели. Да, сметам дека во Македонија имаме добри производители на мед. Имаме доста квалитетен мед како земја. Не знам, не можам да ви кажам тачно дали се фалсификат или не. Многу фалсификати, многу лажен мед. Така да треба да знаеш како да го одбереш оној правиот. Дали сте свесни за значењето на пчелите за екосистемот на нашата планета? Па сигурно. Познато е тоа. Дека пчели, ако не се пчелите, нема ни нас да има. Ако дозволиме пчелите да ги снема, ќе го снема и здравиот живот на земјата. Па свесни сме ние не само за пчелите, за све живо што е во нашата планета, тоа, ама што да правиме ние. Тоа е самото природа е таква, а ние ја загадуваме. Па многу нормално да не постојат пчелите, нема ни ние да постоиме. Ите како, кога нив ќе ги снема и нас ќе не снема. Да, тоа се одговорите на нашите граѓани, оние кои што ги сретна Софија и за значењето на пчелите, за конзумирањето на мед, колку е често, колку треба да биде, што е всушност вистински мед, како да препознаеме и колку знаеме за значењето на пчелите, како и за обстанокот на човечкиот живот или генерално за нивното значење за планетата Земја. За сите овие и многу други прашања и теми денеска зборуваме во нашата утринска тема. А нашиот соговорник е господинот Горан Алексовски, кој што е дипломиран земјоделски инженер, дел од лабораторијата за биологија и селекција на медоносни пчели, меѓу другото и председател на Сдруженијето МАКБИ. Тоа е всушност Македонското здружение за заштита на автохтоната македонска медоносна пчела, за која што исто така ќе зборуваме, ќе посветиме некоја минута. Горан, добро утро. Добро утро. Добре ни дојдовте. Добро утро, добро најдов и еве, драго ми е што денес ќе разговараме на една од најинтересните теми поврзани со најзначајниот инсект на планетата Земја, пчелата. Така е, најзначајниот, убаво напоменавте и граѓаните споменаа, некако се свесни дека има големо значење, но дали се и би рекла целосно навлизани во целата таа тематика или проблематика, зошто е важно значењето на пчелите или што е она што ги прави толку големи херои да бидат и да се значени за нашата планета Земја. Луѓето рекоа да, ако ги нема пчелите, ќе го нема и човекот, и тоа до некаде и вие нели на некој начин го оправдувате и го потврдувате, но ајде еве со таква некоја информација и да започнеме за важноста, зошто се толку важни овие мали херои за значењето на биодиверзитетот на планетата Земја и генерално за животот тука. Да, токму така, денес ете по повод светскиот ден на пчелите, 20 мај, се пробува да се крене тоа значење, да се крене свеста кај граѓаните поврзани со значењето на пчелите. Кажа и самите граѓани, гледаме дека веќе функционира она што се пропагира и дава ефекти.
Да, пчелите се многу битни. Може би човештвото нема да го снема доколку ги снема и пчелите, но нема да биде животот на планетата Земја ист како што би бил и со пчелите, затоа што пчелите, многуминаите од граѓаните спомнаа дека ги знаат по медот пред се, по пчелните производи кои користиме, делумно по апитерапијата, можеби оние кои практикуваат и апитуризмот. Но она што е најбитно и што е најважно поврзано со пчелите е нивната улога како опрашувачи. Без нивната опрашувачка улога, без нивната опрашувачка функција, нема да постои светот како што е денес. Рековме, затоа што некаде околу 75% од храната која конзумираме е благодарение токму на опрашувачката улога на пчелите, вклучувајќи ги тука и не само оние медоносни пчели, туку и солитарните пчели, бомбарите, пеперутки, најразлични оси кои што во процесот на исхрана и користат нектарот од цветовите и на тој начин ги опрашуваат истите. Тука се, како опрашувачи, не се јавуваат на оние култури кои што ги користиме директно за исхрана, но и на оние култури, индустријските култури, кои што индустријата ги вклучува, дали прехранбената или било која индустрија, и секако тука е и она што како во процесот на најразлични индустрии се применува од страна на земјоделството. Ако зборуваме за производството на храна, односно значењето на пчелите за производството на храна, и исто така, ако ете слушнавме дел од одговорите на граѓаните дека доколку ги нема пчелите, ќе не нема ни нас, тоа би значило во превод дека ќе има големо влијание и затоа почесто би требало и да се едуцираме, но и да се информираме каква е состојбата со пчелите во однос на нивната многубреност, како кај нас, така и во светот. Постојат многу информации и податоци дека во повеќе делови од светот постои загрозеност за обстанокот на пчелите. Многу закани се поврзани со нивниот обстанок, тука меѓу другото се споменуваат климатските промени. Колку тоа влија и што се друго може да биде закана за обстанокот на пчелите? Дали и човекот е тука еден важен фактор? Секако да. Она што постојано се пропагира и се говори, особено низ медиумите, е она намалување на популацијата на пчели низ светот. Но бројките покажуваат и статистиката покажуваат поинаку. Во светот, особено во Азија, во Јужна Америка, бројот на пчелни семејства е во пораст. Во Европа некаде стагнира таа бројка, држи некоја рамна линија, додека загубите и намалувањата на пчелни семејства се случуваат во Северна Америка. Имаме причина зошто е тоа така таму? Да, интензивното одгледување на монокултури, интензивното пчеларење, тоа се и секако вароата, болест, тоа е еден паразит, ектопаразит кој ги напаѓа пчелите, тој е главен причинител за загуби на пчелните семејства насекаде во светот, веќе нема локација и нема континент, нема место каде што има пчели, го нема и овој паразит. Да, бројот на пчели во светот можеби не е толку, не оди во надолна линија, оди нагоре, но никогаш, иако има досега можеби на планетата Земја најголем број на пчелни семејства, досега пчелите можеме да кажеме дека никогаш не биле под ваков стрес како што се денес. Тоа е, и вие спомнавте, главните причинители се климатските промени, тука се болестите, интензивното земјоделско искористување на интензивното земјоделство, тука е секако и човекот. Особено можеме да нагласам пчеларите со можеби недоволна едуцираност, не соодветно практикување на тие пчеларски техники, на спроведување на таа добра пчеларска пракса, така да пчелата од сите страни можеме да кажем дека е загрозена. И за секоја од овие закани можеме да зборуваме одделно и навистина
многу долго би можеле да дискутираме за секоја причина. Да, урбанизацијата се споменува исто како еден фактор, загадувањето на воздухот исто така. Значи, исто како и луѓето, така и пчелите со се поголем стрес во денешниот начин на живот, со предизвиците со кои што се соочуваме, иако тука се дополнително додаде едуцираноста, како видите, на пчеларите и оние на кои што сакаат да чуваат или да одледуваат пчелни семејства, немаат доволно едукација, затоа е исто еден важен момент кој што можеби од сите вие кои ги споменавте треба уште дополнително да го објасниме. Да, воопшто доколку некој, ова последно што го спомнавте, доколку некој сака да започне со пчели, а нема доволно едукација, може слободно лабораторијата за биологија и селекција на пчели стои на располагање при Факултетот за земјоделски науки и храна. Таму се реализираат обуки пред се за студентите, но секако организираме и добродојдени се сите пчелари за повеќе информации, не само пчелари, оние кои сакаат да започнат со пчеларење, да ги добијат сите информации од каде да почнат. Има ли интерес до сега, сте забележале ли? Да, во моментов преку во соработка лабораторијата, односно факултетот, во соработка со хуманитарната организација Адра Македонија, со поддршка на амбасадата на Словенија и Министерството за надворешни европски работи на Словенија, веќе реализираат втора фаза од еден проект наречен Жени пчелари и двигатели на позитивни промени во Македонија. Во првата фаза успеавме да обучиме токму на Факултетот за земјоделски науки и храна се одвиваат тие обуки, да обучиме некаде околу 30 на млади лица, пред се жени, и тоа од руралните краеви на североисточниот регион и Вардарскиот регион во Македонија. Значи ги добија комплетна опрема, добија знаење, едукација, пчелни семејства и веќе се пчелари неколку години. Од оваа година почна втора фаза, каде што исто така жени пчелари ќе бидат вклучени во едукација и ќе добијат опрема од југоисточниот регион и Пелагонискиот регион. Така што има интерес, постојано се јавуваат луѓе кои што сакаат да влезат во пчеларство и тоа баш не радува. И не радува што тоа се пред се млади лица и, нели, како што кажав, од руралните краеви, затоа што тоа е добар начин да се оживаат тие региони. Ќе зборуваме и за лабораторијата за биологија и селекција на медоносни пчели и за активностите таму, помеѓу другото и сето ова што пред малку го напоменавте, но би сакала малку да позборуваме за тоа какво поднебие е Македонија или можеби Скопје, како еден урбанизиран простор во рамки на Македонија, во смисла на тоа какви се оние идеални услови кои што пчелите ги бараат за да можат да бидат најплодни или можеби да го дадат најдоброто од себе. Кои региони во Македонија се одлични за одледување на пчели? Каква е состојбата во тој свет или во тој сегмент, Горан? Македонија, кога гледаме целосно како држава, нуди добри услови за пчеларење, со тоа што во одредени региони, во одредени делови од државата доминираат различен вид на растенија, и само и колегата Гоце во прилогот кажа, во вклучувањето кажа дека и постојат различни видови на мед. И современото пчеларење, модерното пчеларење, и доколку, нели, како пчелари сакаме да оствариме приход, не можеме да се подпреме само да пчелариме во еден регион. Современото, модерното пчеларење бара селење на пчелните семејства, мигрирање на пчелните семејства од една паша на друга, од една флора на друга. Како процес кога треба да се пресели цело едно пчелно семејство? Да, тоа е веќе интересна апитехника, каде што пчелните семејства се... Може би за нас изгледа комплицирано, за вас секојдневие? Па не е баш едноставна работа, бара доста ангажман, подготвување пред се на пчелните семејства, подготвување на опремата за селење, се селат најчесто со специфични возила, посебни возила за кои треба посебни дозволи. Дали е проблем за пчелите, затоа што им изменувате локација? Не е тоа некој проблем, затоа што пчеларите внимаваат да се запази таа благосостојба. Денеска и кошниците се така направени да обезбедат доволна вентилација, што помалку стрес при транспортот
оние специјални возила кои што се наменети за селење на пчелите обезбедуваат идеални услови за нивно мигрирање, значи за движење. Обично се сели ноќе затоа што нели се внимаваат, има доста детали. Зашто ноќе навистина? Затоа што нели сообраќајот е помирно, нема гужви во сообраќајот, побезбедно е, нема пешаци доколку пчелите се носат низ населено место, нема пешаци, пред се внимава на луѓе. Пчелите се прибрани во окошницата кога е ноќе, значи не излетуваат, така што има доста детали, има специфичности и тоа е можеби една од најсериозните активности во пчеларството покрај вадењето на медот. Но секако тоа има своја цена, но има и свој бенефит, затоа што нели доколку успееме да искористиме една паша на југот, па ги носиме на друга паша во, да кажем, северозападна Македонија на Костен, па потоа се носат на некоја друга паша, на ливадска паша, на Медлика. Веќе сме успеале во пчеларската сезона да извадиме 2, 3, па дури 4 паши, што е одлично. На тој начин имаме широка палета на пчелни производи на нашиот штанд, на нашата тезга и сето тоа оди во прилог во подобрување на економската состојба на пчеларското стопанство. Гуран, ја споменавте пчеларската сезона. За нас лаиците можеме ли да кажеме што тоа значи? Јас имав чувство дека тоа е со почетокот на пролета, но вие велите пчеларска сезона започнува уште во август. Па да, тоа е почеток на пчеларскиот календар и цела она литература која може да се најде во пчеларството, сите оние кои се водиме по таа пчеларска литература, која следиме и воопшто по развојот на пчелните семејства. Токму така, во август, кога сиот мед е изваден, кога пчелното семејство се сведува на она плодиште, можам да кажам, каде што се наоѓа матицата и одреден број на пчелни семејства, пчелното семејство се третира против оној ектопаразит вароа, што споменавме, се обезбедува доволно залихи на храна од страна на пчеларот, доколку пчелното семејство нема доволно мед, затоа што тоа постојано троши за леглото, за младите пчели, за одржување на возрастните пчели во таа кондиција, за да можат нели да ги изведат тие зимски пчели кои што некаде од почетокот на октомври, зависи од регионот во Македонија, почетокот на октомври, некаде можеби ноември, веќе почнуваат тие зимски пчели, летните пчели умираат и оние зимски пчели кои што треба да го одведат семејството, да одржуваат матицата, кондицијата на пчелното семејство се до пролет таму, кога што нели и тие зимски пчели умираат, се обновува пчелното семејство и веќе почнува она поинтензивна сезона со март некаде, кога почнува и интензивно легло, април веќе, мај, тоа е бурен развој на пчелното семејство, каде што пчеларот мора постојано да внимава на... Тоа оди со доаѓањето и на пролета? Токму така, да. Нашата... Доаѓањето на пролета оваа година ни е многу специфично со овие промени кои што предмалку ги споменувавме. Дали тоа има некакво, значи тоа промени во време, дали остави веќе последици некакви на пчелните семејства во овој период? Секако, со климатските промени се бориме и ние како пчелари, се борат и се справуваат и пчелите, иако ние морам да напоменам дека имаме во Македонија имаме наша автоктона медоносна пчела, посебен подвид на медоносни пчели кои што се целосно аклиматизирани, адаптирани на ова поднебие, како на климатските, така на услови, така и на условите изворите со храна. Но понекогаш е тешко, иако имаме таа пчела и иако ние како пчелари имаме доста знаење, искуство и познавање на развојот на пчелното семејство, тешко е некогаш и самите да се справиме, затоа што видовме се најавуваат повторно дождови, а пчелните семејства се во екот на својот развој, наместо тие да излезат надвор да собираат нектар и полен, ресурси, тие се веќе стагнираат во пчелното семејство, веќе се студеното време ја предизвикува и матицата и да намали со легло, слично и со оние летни пеколни горештини кои што ги имаме во текот на летото, кои што старите пчелари можеби не ги паметат, но се соочуваме со нив веќе со тие климатски варијации, осцилации. Така што навистина е предизвик, пробуваме на различни начини, одредени пчелари веќе работат на промена на
типот, пристапот на пчеларење, промена на кошници, типот на кошници, промена на најразлични техники, но навистина е тешко. Од друга страна, пак климатските промени носат и ризик од миграција на непожелни натрапници, односно штетници за пчелите. Еве нешто на што во лабораторијата поинтензивно работиме овој период е детекција и диагностика на еден нов паразит кој што полека од Азија, матичната локација му е Азија, матичниот регион му е Азија, но полека со тие климатски промени, со затоплување на времето, веќе стигнат до Грузија, можеби на границата со Турција. Тоа е еден тропилелап, сличен на вароата, кој што се храни со масното ткиво и хемолимфата на пчелите и е голем штетник во пчеларството. Така што веќе ние во Македонија, лабораторијата и професорот Александар Узунов, кој што е раководител на лабораторијата, објавивме флаери, веќе да ги информираме пчеларите за тоа што се случува. Од друга страна, од југот на Италија се движи една, се вика мала кошничка бубачка, која што нативна е во Африка, со затоплување на времето веќе се движи, мигрира кон север. Долу ја има кај штиклата на италијанската држава, во Реджо Калабрија. Успеа некако да се справат, да ги изменаџираат тие инфицирани региони. Од северот, односно од западот, ни доаѓа азискиот стршлен, кој што во Западна Европа имаат сериозен проблем. Пчеларите веќе некаде се споменува дека до Словенија стигнат. На Малта професор Узунов успеа да најде еден, ајде тоа не е натрапник, не е штетник, но успеа да најдат неколку роеви на така наречена џуџаста пчела, која што живее нативна е во Азија. А успеала со таа миграција и со тоа затоплување, со тие климатски промени да пристигне во Малта. Не е таа штетник, но е конкурент во исхраната и секако пренесува. Значи, тие климатски промени не влијаат само на растенијата, не влијаат само на природата, на техниките на пчеларење, туку полека овозможуваат, прават простор за ширење на тие натрапници, штетници, паразити. И навистина, како што кажа, пчелите се под голем стрес и под сериозен предизвик како никогаш до сега. Да, но како ќе кажеме она стара добра позната вредни како пчела, пчелите веројатно фокусирани на својата работа и оно кое што треба да го дадат за човештвото, а тоа е, се разбира, медот, квалитетниот мед кој што секој од нас треба да го конзумира така, но за жал постојат и доста неквалитетни или мед кој што не е вистински мед и добро е да знаеме, барем да го распознаваме. Пред да започнеме со разговорот во студиото вака во живо, нормално верувам, како голем број луѓе што ве прашуваат, како да одбереме вистински мед и ние често пати во минатото со други пчелари тоа сме го дискутирале, кој е вистинскиот или правилниот начин да го препознаеме медот или да знаеме што купуваме. И сега знаеме и од минатото кои се тие некои така наречени трикови како би препознале што е вистински мед, но вие рековте дека тоа не е така, односно иако сметавме дека можеби тоа е дел од вистина, но сепак не е, велите. Значи треба да сме присутни таму каде што се произведува или да бидеме пчелари за да знаеме дека јадеме вистински мед. Инаку во спротивно се може да е. Да, за жал постојат пчелари, продавачи на мед кои што на најразличен начин ги убедуваат купувачите за исправноста и валидноста на својот продукт. Така што може често да видиме како пчелари со превртување на теглите, создавање на некаков меор, ги уверуваат купувачите дека е одличен мед, со палење на кибритче, на медот со кибритче, накапување со фетка, растварање во вода, тоа се методи кои што па може да кажеме и слободно дека методи кои што не се многу релевантни, затоа што на пример како чистиот мед кристализира, како ние би провериле доколку купиме кристализиран мед во тегла, за тој меор или единствено граѓаните да не се ослонуваат и да не се подпираат на тие методи. Она на што треба да се потпрати и во што да веруваат? Во што да веруваат е да набават мед од
од познат пчелар, од пчелар во кој има доверба, тоа постојано секој пчелар веќе го пропагира. По медиумите да имаме свој матичен пчелар и јас често велам доколку наместо некој викенд да потрошиме шетање низ моловите, низ градските трговски центри, можеме да исконтактираме некој пчелар и да отидеме на неговиот пчеларник чисто цело семејство интересно доживување. Чисто да видат како функционира едно пчелно семејство, како функционира пчеларникот, како работи пчеларот, кои се неговите задачи, кои се неговите обврски, како се справува со пчелите и на кој начин се добива медот и пчелните производи. И веќе во Македонија има неколку пчеларисти кои сериозно организираат такви апи туристички тури, да кажам. И навистина е интересно е, знаат луѓето од кај да, на тој начин би можеле да се запознаат навистина и со медот, што тоа значи конзумирање на квалитетен или вистински мед. И тоа е тренд во светот, можам да кажам. И доколку имаат желба за сами да произведат чист мед и останати пчелни производи, можат слободно да си земат 1, 2, 3 кошници да постават во својата викендица, во својот двор, во својата градина, доколку имаат услови и секако да си произведат и да имаат за сопствени потреби. Да, кога веќе ги споменавте трендовите, дел од граѓаните се пожалија на некој начин дека цената на медот е висока. Ние и во многу наврати и во претходните сезони, кога порасна цената на медот генерално, зборувавме зошто е тоа така. Но вие прокоментиравте дека е можеби една од поевтините во Европа или во светот. Оваа цена која што ние имаме тука на Балканот, а сепак е, да речам, како рекоа, 600 денари за една тегла, но квалитетен мед е во прашање. Секако, да, за квалитетен производ, можеби 600 денари е малку, со оглед на тоа што кажавме, со што се соочува пчеларот и со пчеларите, со што се соочуваат и со што се соочуваат пчелите. Енормен, преголем ризик, преголем стрес, како за пчелите, така и за пчеларите. И воопшто онаа цена по која што се продава денес чист природен мед, мислам дека не е скапа и кога да споредиме доколку граѓаните даваат за можеби невкусно, но за кутија цигари или за некој излегување за кафе, за такви работи. Па и за суплементи, за нездрави навики, да. За некој поедноставен начин да се суплементираат да се крене имунитетот, на имунитетот, да, ќе дадат и повеќе пари за некакви суплементи, јапчења и така натака, 600 денари им се многу за една тегла мед. Горан, каде сте имале можност да пробате вкусен мед, освен во Македонија, вака на ваши патувања, бидејќи предпоставам дека со Сдруженијето и со лабораторијата имате можност да соработувате и со други луѓе во светот, во Европа? Па каде има вака вкусен мед од ваше лично искуство? Вака вкусен мед како Македонија нема никаде. Јас сум пробал, во многу држави соработуваме со наразлични, особено преку факултетот, соработуваме со врвни институти, врвни пчеларски институти, со научно-истражувачки центри, со професионални пчелари. И слободно можам да кажам дека како македонскиот мед воопшто многу е тешко да се најде. Можеби, не знам, тоа е нешто емотивно, можеби е патриотски, ама се тоа медови кои што не знам, им недостига арома, им недостига вкус, недостига едноставно сонце од тие медови. Тоа се некој зависи од која држава. Колку и сонцето има голямо влијание. Но мислам дека нашата македонска пчела во соработка со природата, со растенијата, македонската флора и трудот на македонскиот пчелар, таа комбинација го прави тоа што го прави и навистина во Македонија ние имаме одличен мед. Во светот може да се најдат уникатни медови и сум имал прилика да пробам и австралискиот од манука, не знам, од розмарин, портокал, боровинки, капини, монофлорни, тоа се наречени монофлорни, кои што потекнуваат од едно растение, сум имал можност и полифлорни, како што се најчесто голем дел од нашите, но се тоа е пониска класа од Еве, како се ближиме и кон крајот на разговорот, за
за ова кое што ве последно го споменавте за оригиналноста на македонскиот мед, треба да бидеме горди, но и треба да бидеме свесни. Истовремено треба да ги едуцираме и на младите или да се заинтересираат од најмали нозе за тоа како и на кој начин се произведува медот и како и на кој начин треба да се грижиме за пчелите. И ако денешниот ден е посветен токму на значењето на пчелите, тогаш би требале да дадеме еден заклучок или поракаш. Секој од нас е одговорен за тоа и секој би требало да знае како и на кој начин може да придонесе за благосостојбата на пчелите. Па така, што индивидуално можеме да направиме, а што институционално исто така. Ги споменавме за каните, споменавме кои се штетниците, имате информации за нивното можеби евентуално пристигнување, значи сето тоа ако го земеме во целина, што можеме да направиме за една превенција, за заштита и одржување на доброто здравје и на многобројноста на пчелите? Па, може многу да се направи, но ова порака може да поделиме по категории, можеби на граѓани, по категории на струки. Еве за пчеларите една порака да одгледуваат македонска пчела, Апис-мелифера македоника, да си одгледуваме нашиот подвид на македонска пчела, затоа што кажавме најприлагоден е кон климатските услови и кон изворите со храна, затоа што многу пчелари често се измамувани, читаат по медиуми, по списанија, по учебници дека увозните раси на пчели се многу продуктивни, не е тоа така. До земјоделците, оние пред се овоштарите, па и поледелците, да намалат со користење на оние пестициди, да ги контролирано да ги употребуваат, совесно да располагаат со нив и со своите земјоделски површини. До граѓаните секако да секоја прилика за засадување на некоја медоносно растение, медоносна флора, која што ќе оди во прилог на исхраната на не само на медоносните пчели, туку на сите опрашувачи, да искористат, да насадат медоносни растенија на својот балкон, во својата градина, во своите бавчи, затоа што на тој начин ќе придонесат за исхраната и подобрување на здравјето на опрашувачите кои се наоѓаат во окружувањето. До учениците една порака, па и ова би било и до граѓаните и до сите кои не гледаат, да дојдат да го посетат паркот на пчелата во склоп на лабораторијата при Факултетот за земјоделски науки и храна. Паркот е постојано отворен, таму може да најдат голем број на содржини, едукативни, информативни, да поминат можеби час и половина во убава пријатна атмосфера и да дознаат многу повеќе за пчелите, затоа што создавање на информирани и едуцирани млади генерации и пчелата ќе има иднина и ние како држава. Од колку до колку часот само чисто информативно е отворен паркот? Паркот работи постојано, можат слободно да ги најдат информациите за контакт, за да им излеземе во пресрет, да направиме некоја тура, затоа што мислам да направиме организирана тура, затоа што многу е подобро доколку има некој стручно лице кој ќе ги води граѓаните и учениците. Веќе после гостување имаме најавено учесници дечиња од една скопска градинка. Пред некој ден имавме средношколци, имавме ученици, значи постојано имаме некои случувања и навистина е интересно, децата заминуваат полни со знаења, имаат можност во склоп на лабораторијата, имаме и пчеларник со пчели, им отвараме кошница да видат се тоа безбедно во контролирани услови, да видат труд, да видат матица, да видат пчели работнички. Многу интересно кога ќе им даеме, затоа што машките пчели трутовите не боцкаат, па ќе им ги дадеме во рака, па поуживаат. Се зближувате наставно со пчелите и можеме да споменеме дека малку фали едукација кај некои од родителите кои што можеби ги учат децата дека треба да ги убиваат пчелите затоа што им е страф и така натака. Веројатно тука на ваквите предавања во лабораторијата, па веќе споменавте вие и градинка и основци, да им кажеме дека треба да ги чуваме сите инсекти, особено па пчелите, дека не се опасни како што можеби нели е општото некое мислење за истите. Да, баш така. Прво она кон што пристапуваме е да направиме разлика помеѓу пчела, медоносна пчела, оса, стршлен, затоа што граѓаните и родителите можеби често пчелите ги поистоветуваат со осите, со стршлените. И пчелите воопшто
тие не се агресивни, она што кога боцкат ние велиме одбранбено несување, затоа што пчелата е Да. единствена можност да се брани е боцкањето. Таа има премногу непријатели, во паркот можат сите посетители да видат колку штетници и непријатели има пчелата, а таа никому не штети, прави добро. Едноставно незината боцка е алатка и тоа да се брани од натрапници кои директно ќе дојдат да го нарушат мирот во кошницата или да го украдат она што собака го стекнала со голем напор. Со многу работа. Така што доколку забележите пчела, мислам граѓаните доколку забележат пчела на цвет, доколку забележат пчела која пие вода од фонтана или покрај нивниот базен во дворот или воопшто нека остават, нека си ја заврши таа работа и ќе се замене, затоа што не е дошла да направи некоја штета или да повреди некој. Да се грижиме вистински за пчелите, првенствено да се едуцираме и еве и денес можност, но и било кога да се посети паркот на пчелата за сите оние кои што ќе сакаат и малку подетално да си и информираат за таа фасцинантност, поточно за што е она кое што го создава природата, како треба да го чуваме, негуваме и почитуваме. И тоа е нешто кое што треба да го имаме секогаш на ум. Благодариме Горан за гостувањето и за тоа што имавме можност сета вака постручно да навлеземе за значењето на пчелите, да го одбележиме денешниот ден, да се потсетиме колку е важно да се конзумира вистински мед, како да се препознае и секогаш да бидеме во тек со новите информации едукативно во насока на подобрување на состојбата. Ми беше задоволство. Ви благодариме многу и се надевам дека со камера следен пат ќе дојдеме ние на ваш терен да доловиме како изгледа паркот на пчелата.